Продолжавте назад 12 минути по 9 часот, влегуваме во финишот на Македонија на утро за денеска. А започнуваме со нов разговор во студио, затоа што имаме одличен соговорник. Бојана Скендеровска е наша гостинка во овој дел од емисијата. Најавуваме нов солистички концерт на 22 мај во Тетово. Ќе разговараме и за претходните кои што беа одржани во Скопје и Штип. Меѓутоа, активно работи и на нови проекти. Секако дел од нејзината работа и фокусот во моментов е и хуманата страна од професијата, која што преку јавните настапи се обидува да ја зголеми и кај останатите граѓани, амбасадор на хуманоста на Дом за деца без родители 11 октомври. Бојана, добро ни дојде и се надевам ќе имаме време затоа што имаме многу теми за разговор утро. Добро утро за гледачите на вашата убава утринска емисија. Драго ми е што сум повторно овдека во македонската телевизија и се надевам дека ќе кажеме интересни нешта кои што ќе го задржат вниманието. Да започнеме со твојата агенда која што е преполна периодов, 22 мај, солистички концерт во Тетово. Како течат подготовките? Па, веќе се навикнавме на тоа темпо со концерти, јас и мојата екипа. Непосредно овие денови ќе имаме проби, тонски проби. Атмосферата е одлична, веќе сме уиграни и се ни е познато, нема ништо непознато, освен што нели постојано публиката се менува од град во град. Навистина сме среќни што ќе се случи овој концерт во Тетово, никогаш досега не сум имала свој концерт. Така да мислам дека ќе понудиме една убава вечер исполнета со најубавата македонска музика. Концертот носи некаква символика, порака, повторно хуманитарна мисија, односно дел од твојата веќе така е. Овој концерт е дефинитивно само мој солистички концерт, подарок за публиката во Тетово. Мислам дека немаат доволно македонски концерти односно концерти на македонски изведувачи и мислам дека Тетово заслужува да има мој концерт. Ќе имам неколку музички гости кои што ќе бидат од помладата генерација. Сакам овој пат да им дадам простор на моите помлади колеги кои што ќе се представат исто така со познати евергрини. Дел од нив ќе пеат нешто и дуетски со мене и мислам дека ќе понудиме една вечер исполнета со многу емоција. Тетовчани се луѓе кои што сакаат македонска музика и убаво пеат. Имавме можност да видиме дел од атмосферата на претходните два концерти во Скопје и Штип и навистина позитивно. Тоа што спомена дека и млади колеги излегуваат на сцена, мислам дека особено ја радува публиката. Кој ќе биде дел од концертот сега во Тетово, дали може да ни откриеш и имиња? Така е. На сцената ќе ми се придружат Дорис Ди, една млада девојка која што е од Гостивар, има само 16 години, но мислам дека има огромен потенцијал. Ќе ми се придружи и Луна Бејков, една исто млада, надежна девојка со преубав глас, ќе ми се придружи и Даниел Дан. И имаме едно изненадување за тетовчани, тоа е една нивна, да кажам, натурализирана тетовка која што е мажена во Тетово, Ивана Серафимовска, таа е познат вокалист од танец, таа ќе отпее нешто во делот со родолюбните песни, така да мислам дека ќе направиме една убаво шаренило на стилови и на вокали. Бојана, музиката за вас професија, животна мисија, како би ја сврстиле? Каде би се сврстиле? Па и професија и животна мисија. Јас често пати знам да кажам дека музиката е мојот идентитет како личност. Мислам дека што и да би работела во животот, музиката ќе остане мојата прва љубов, затоа што без неа јас не би била јас. И дефинитивно кога ќе ги спојам музиката и хуманата мисија е најубавата спојка што може да се случи. И драго ми е што ете како естраден уметник можам да влијам во подигање на таа свест. Освен во Тетово сега имаш турнеја на некој начин низ Македонија, ќе треба да те погледа публиката и во Битола. Во меѓувреме можеби и нешто ново ќе се спреми од аспект на настапи и концерти. Еве Скопје да го тргнеме на страна, прашањето ми е колку народот во Штип, Тетово, Битола и останатите градови низ Македонија сакаат всушност вакви настани, концерти, музички случувања и дали ти како артист на сцена тоа го чувствуваш? Да. Нашата публика низ сите градови во Македонија навистина е гладна во наводници за настани, за културни настани и тие имаат култура за тоа, сакаат да посетуваат. Досега секаде каде што бевме и претходно со проектот и мои солистички настапи, секогаш имало многу публика. Се радуваат на такви настани и тоа се чувствува од оној момент кога ќе застанете на сцена. Знаете, таа енергија која што ви ја даваат ве мотивира да дадете уште повеќе од себе си.
ги знаат песните, ги пеат заедно со мене и тоа е нешто што мене ме мотивира за секој следен концерт. Има ли нови песни? Да, добро прашање. Во моментов во тек на монтажа моето ново видео за мојата најнова песна, која што ќе биде испромовирана во следниот период. На публиката ќе понудам едно интересно музичко парче, кое што ќе биде темпераментно, во склад со повисоките температури кои што следат и летото. Снимавме видео во Тирана, во Албанија, заедно со мојата голема екипа и мислам да не би сакала сега да го објаснувам, ќе почекаме уште малку да се случи таа промоција и имам позитивна вибрација за таа песна. Освен музиката, последниот период добиваш на некој начин и нова улога, тоа е амбасадор на хуманоста за Дом за деца без родители 11 октомври. Како се случи прво оваа соработка и што е она што се работи таму, како ти... Која е улогата? Што е мојата работа? Која е твојата улога таму? Така е. Навистина сум горда на таа моја улога која што ми е доделена, затоа што од секогаш хуманоста била нешто што сум сакала да го поттикнам кај другите и да го растам во мене. Добив повик од самата институција, од нивната директорка Павлина. Еден ден не се ни познававме, навистина не знаев за што се работи. Ме повика и ми кажа дека решиле да ми понудат да бидам нивен амбасадор на хуманоста. Во тој момент навистина бев емотивно го прифатив тоа, затоа што ете препознале дека тоа го чувам во себе, го имам во себе. Мојата мисија е хумана, мојата мисија е едноставна, но е голема. Треба да го дигнам гласот за оние кои што можеби се како најрандливи во еден период од својот живот, а тоа се дечињата без родители. Учествувам на разноразни настани, еве од тука ќе одам заедно со нив да правиме генералка викенд на Скопје. Посетувам згрижувачки семејства, го апелирам да се зголеми и заинтересираноста на згрижувачи, затоа што во Македонија ни недостигаат згрижувачи кои што би го отвориле срцето и вратата за дечињата. И тоа, знаете како, не им помагам само јас на нив, туку тие ми помагаат на мене да откривам колку многу е потребно да се шири љубов и колку е потребно да бидете човек кој што ќе подаде рака. Убава една мисија и драго ми е што препознаа во мене човек кој што може да го исполни тоа. Со ова практично одговори дека е навистина битно јавните личности да ја користат својата популарност нели во хуманитарни мисии. Меѓутоа колку е застапено кај нас ова ситуација? Па мислам дека не е доволно застапена. Веројатно можеби треба и повеќе активирање од страна на надлежните институции кои што нели имаат потреба од такво нешто, а јас апелирам моите колеги да се вклучуваат се почесто, затоа што нашата улога како естрадни личности не е само да нели се промовираме себе си како пејачи, актери, што и да е, туку да имаме влијание врз свеста на нашиот народ и важно е да го дигнете гласот за послабите, важно е да бидете присутни тука, нема да изгубите многу време, не е потребно многу ниту пак финанси за да не се вклучите во такво нешто. Како успеваш да ја одржиш твојата енергија и мотивација и поред тоа што се создаваат нови музички проекти, концерти, меѓутоа да бидеш и дел од една ваква хумана приказна? Веројатно едно со друго и зема енергија и дава, меѓутоа која е твојата рецепта за да стигнеш на секаде? Па помалку спијам. Добро организирана сум и навистина кратам од она што се вели мое лично задоволство, иако мене и работата ми причинува задоволство. И веројатно ако би било поинаку не би била среќна. Ова сето тоа се ме исполнува и ме прави среќна со начинот на кој што живеам и веројатно ми доаѓа така природно и спонтано. Еве за крај една твоја желба и на професионален, меѓутоа и на личен план и се разбира уште еднаш да го најавиме на крај концертот во Тетов. Моја желба да ми се случи? Така. Па да се случат уште поголеми концерти, во поголеми сали и да можам да помогнам на што повеќе деца кои што останале без родителска грижа, да пробам да намалам нивната тага, болка и празнина која што е оставена. И тоа веројатно би биле, немам некои комплицирани желби. Живи здрави. Да, мисијата продолжува
среќна сум со ова што се случува. Јас сум човек со едноставна природа, не сум мегаломан, така да ова нека остане вака само, ако не може повеќе. Значи тето во 22 Така е. мај Во Домот на културата Илјоантески смок, вечер, јас постојано повторувам, вечер на емоции, вечер на љубов и вечер на најубавите македонски песни. Благодариме за гостувањето. Благодарам.